Добра вечер за Бутел, добра вечер за Скопје. Најнапред би сакал да ви пренесам поздрави од председателот на ВМРО ДПМН и премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Почитуван кандидат за градоначелник на општина Бутел, сегашен и иден градоначелник на општина Бутел, господинот Петре Латиновски. Почитуван председател на општинскиот комитет на Бутел, господин Бојчевски. Почитуван председател на Унија на жени, на Унија на млади сили и на ветерани на ВМРО ДПМН. Почитувани коалициони партнери, исто така и на крајот сакам да дадем еден голем поздрав до Јохан Трчуловски. Човекот кој се надевам многу брзо уште оваа година ќе биде овде меѓу нас во општина Бутел, во Скопје и во Република Македонија. Почитувани присутни, почитувани гости, почитувани симпатизери и поддржувачи на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Кога размислувам за денешната средба и пораките кои што треба да ги упатам, само ќе кажам дека делата говорат за една личност, говорат за една партија, говорат за една власт. Затоа, почитувани присутни, ние од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија помалку зборуваме, повеќе работиме. Делата говорат за она што ние го работиме. Исто така, на почетокот на мојот говор, би сакал да ги повикам опозицијата да излезат на овие локални избори, да излезат и да ја побараат довербата од граѓаните, да излезат со конкретни програми, да излезат и да кажат што има досега направено во Скопје, што има досега направено во Бутел и што ќе направат во идината, ама изгледа немаат ништо направено. Изгледа немаат програма. Меѓутоа и без програма, и без сработено, ги повикувам да излезат на фер и демократски избори и на 24 март граѓаните на општина Бутел да изберат кој ќе биде идниот градоначелник на општина Бутел. Почитувани присутни, јас како роден скопјанец, Скопје одлично го познавам. Ги познавам неговите предности, неговите недостатоци, неговите потреби. Јас секојдневно живеам со проблемите на Скопје. На локалните избори во 2009 година, почитувани граѓани, ми ја дадовте довербата да бидам градоначелник на градот Скопје, а на господинот Петре Латиновски повтор пат градоначелник на општина Бутел. Тоа за мене беше огромна чест. Огромна е честа да се биде градоначелник на главниот град, на градот Скопје. Меѓутоа, исто така и е голема одговорност. Одговорност за решавање на проблемите на граѓаните на градот Скопје, проблеми кои што со децении не беа решавани и беа натрупувани во градот Скопје. Излеговме во 2009 година со конкретни програми. И јас и господинот Петре Латиновски и ја добивме вашата доверба, за што сме ви неизмерно благодарни. Плод на таа наша одговорност, на таа наша посветеност, се 500 успешно реализирани проекти во градот Скопје во изминативе 4 години. Заедно со мојот тим, заедно со администрацијата на градот Скопје и секако заедно со општината Бутел, со Петре Латиновски и со Советот на општина Бутел. Вечерва гордо стоиме пред вас, со крената глава,
заради тоа што имаме многу реализирани проекти позади нас. Проекти кои што говорат за нашата посветеност, за нашето макотрпно работење од првиот до последниот ден. Од првиот ден од како бевме избрани, ние мислевме на овој ден. Мислевме на денот кој ќе застанеме пред вас. Што ќе кажеме? Да не бидат тоа празни зборови, туку напротив, да бидат дела кои што се сработени за овие 4 години. И затоа, со чист образ, вечерва сме овде пред вас, да кажеме дека реализиравме многу проекти кои го сменија ликот на градот Скопје, нови улици, булевари, нови реконструирани мостови. Реализиравме проекти кои што ја подобрија функционалноста на градот Скопје. Исто така проекти кои што ја подобрија хигиената во градот Скопје, зеленилото во градот Скопје. Градот Скопје стана цветен град, град со кој што сите ние се гордееме, сите ние кои што сме жители на градот Скопје. Голем дел од овие проекти беа реализирани и во Бутел, заедно и во соработка со господинот Петре Латиновски. Проекти кои што беа и во неговата програма. Проекти кои што градот Скопје ги реализира во општина Бутел. А господинот Петре Латиновски беше многу упорен, многу настојчив за решавање на проблемите на Бутел, за решавање на проект повеќе од страната на градот Скопје во општина Бутел. Затоа би сакал да набројам само неколку од нив. Меѓутоа претходно да кажам дека секоја година по 2 пати градот Скопје заедно со сите јавни предпријатија, заедно со администрацијата на градот Скопје, доаѓаше во општина Бутел кај господинот Петре Латиновски, кој што ги собираше сите местни заедници во општина Бутел. Дискутиравме за сите проблеми кои што ги имаат граѓаните и на местните заедници. И тие проекти потоа ги стававме во нашите програми, во буџетот на градот Скопје, во буџетот на општина Бутел. Јас ќе се обидам да набројам само неколку од нив кои што ги реализиравме заедно и во соработка со општина Бутел. Целосно ја реконструиравме улицата Радишанска и веќе нема проблеми при движењето на возилата по нив. Тоа е една од главните улици во општина Бутел, заедно и во соработка со господинот Петре Латиновски. Исто така, изградивме и нова модерна кружна крстосница на улицата Боца Иванова. Да нема крстосници, вела дека крстосници кружни текои има само во Центар и во Ѓорче, но ние направиме и во општина Бутел, и тоа модерна, со зеленило, со осветување и со тротари, за да се горде и општина Бутел. И не само еден, во тек изградба на уште еден кружен тек, кој што е на границата меѓу општина Бутел и општина Чаир. Тоа е на улицата Лазо Трпковски. Така да општина Бутел уште оваа година веќе ќе има 2 модерни кружни токови. На територијата на општина Бутел, заедно со општина Бутел, целосно ја реконструиравме улицата Ферит Бајрам. Улица која што оди према општина Газимова и населба Железарница. Исто така, целосно ја реконструиравме улицата во економската зона Визбегово. Не го заборавивме ниту Визбегово. Уште една улица, заедно со општина Бутел, направивме покрај пругата во општина, во населеното место Визбегово. Исто така би сакал да се навратам малку наназад. Кога беше донесуван законот за територијална организација на градот на Република Македонија, јас како пратеник во парламентот на Република Македонија, со мојот амандман, населеното место Визбегово стана населено место дел од општина Бутел. И затоа сум многу среќен. Изградивме резервоар и со доводна и одводна цевка за населеното место Кучевашка бара и Белкамен. И ќе продолжиме и понатака, се додека оваа година целосно не го решиме проблемот со водоснабдување во Кучевашка бара. Заради тоа што тие граѓани го заслужуваат тоа. Изградивме атмосферска канализација на булеварот Христијан Тодоновски Карпош. И со тоа го решивме деценискиот проблем. Проблемот со атмосферските води во општина Бутел. И веќе нема поплавување во овој дел на општина Бутел од атмосферските води. Заврши исто така и третата фаза од фекална канализација во Љубанци. Покрај тоа, во општина Љубанци при крај е превземање
на водоводот од страна на јавното предпријатие Водовод и канализација. И тоа ќе биде првиот водовод вон урбаниот дел кој што ќе биде преземен од јавните предпријатија. И веќе жителите на Љубанци не треба да стравуваат дали ќе имаат или ќе немаат вода. Затоа ќе гарантира градот Скопје, ќе гарантира јавното предпријатие Водовод и канализација. Исто така, заедно со општина Бутел решивме еден многу голем проблем. Проблемот за собирање на смет во руралниот дел на општина Бутел и на целиот град Скопје. Градот Скопје подели 60.000 канти за сите семејства кои што живеат во индивидуални стамбени единици. Набавивме и 60 нови камиони, така да сега веќе комунална хигиена не е проблем во градот Скопје. Веќе градот Скопје е чист град. Иако гледаме во Белград, во Загреб, имаат проблеми со собирањето на комуналниот смет. Градот Скопје тоа го реши, заради тоа што тоа ви го ветивме уште во 2009 година. Заради тоа што рековме, градот Скопје ќе биде чист град и градот Скопје ќе биде сообраќајно подобрен. Така да сите населени места веќе се собира сметот во градот Скопје и во општина Бутел. Голема поддршка во сето ова ни даде Советот на град Скопје. И затоа ќе ве замолам на следните избори да гласате покрај за кандидат за градоначалник на град Скопје, покрај за градоначалник на општина Бутел, да гласате и за Советот на градот Скопје и за Советот на општина Бутел. Заради тоа што само така ќе бидат реализирани проектите кои што ќе ви ги ветиме. Исто така сакам да нагласам дека не градеме само општина Бутел. Градеме во сите 10 општини од градот Скопје, од Сарај до Кисела вода и од аеродром па се до општина Бутел. Почитувани сограѓани, денеска вечерва сме овде пред вас поново, и јас и Петре Лутиновски, да ја побараме вашата доверба уште еднаш за уште еден градоначалнички мандат. Да ја побараме врз основа на тоа што ја реализиравме програмата во 2005 година и да ја побараме врз основа на новите програми кои што ги нудиме пред вас. Ова е програмата за градот Скопје. Ова е изборната програма на градоначалникот на градот Скопје. Ако ќе добиеме вашата доверба, ова ќе биде работната програма за градот Скопје. Затоа излегуваме пред вас да ви ги понудиме овие проекти за градот Скопје и за општина Бутел. Јас би сакал да потенцирам дека оваа програма правена е заедно со владата на Република Македонија, со соодветните министерства, правена е заедно со сите општини во градот Скопје, правена е заедно со општина Бутел, правена е заедно со градоначалникот Петре Латиновски и ги осликува реалните потреби на општина Бутел. Затоа ова се реални програми. И затоа овие програми ќе бидат реализирани. И затоа ја бараме вашата доверба. Покрај тоа, исто така, сакам да потенцирам дека оваа програма е правена и од страна на многу стручни луѓе од соодветните области, од нашето живење во градот Скопје. И затоа ова е издржана програма. Ја би сакал да набројам само неколку проекти кои што сакаме, кои што се предвидени во програмата и ќе бидат реализирани во општина Бутел. Главниот проект, тоа е проектот за булеварот Христијан Тодоровски Карпош, негово продолжување од таму од пругата па се до заобиколница. Тоа ќе биде новиот дел за развој на општина Бутел. Предвидено е во програмата изготвување на техничка документација и почеток на градежните работи, во зависност од решавањето на имотно-правните односи. Се надевам дека заедно со Петре Латиновски, заедно со владата на Република Македонија, ќе успееме да почнеме оваа многу важна сообраќајница за општина Бутел. Со тоа ќе се даде алтернатива не само по Бутелска, туку да се влегува во градот Скопје и по Христијан Тодоровски Карпош. Исто така, предвидени се изградба на фекални атмосферски канализации. Предвидено е проширување и реконструкција на булеварот Босна и Херцеговина, од улица во булевар Босна и Херцеговина, многу значаен булевар, кој што ќе биде продолжеток на булеварот Словенешка.
и со тоа ќе се намалат проблемите во сообраќајот во општина Бутел, а со тоа и во градот Скопје. И не само тоа, имаме предвидено реконструкција, изградба на фекални канализации и многу други работи кои што ќе бидат решавани заедно со општина Бутел, заедно со господинот Петре Латиновски. Господинот Латиновски е овде пред вас да ја побара по трет пат вашата доверба, со чист образ, со многу решени проекти во изминативе 8 години. Тој е човекот кој што беше првиот градоначалник на општина Бутел. Кога сите се сомневаа дали Бутел ќе опстане како општина, Петре Латиновски покажа дека не само ќе опстане, туку оваа општина ќе биде и општина која што со својот развој ќе заседи многу други постари општини во градот Скопје. И затоа, почитувани присутни, треба да дадете подршка за господинот Петре Латиновски, заради тоа што тој има своја изборна програма. Да дадете подршка да продолжи и понатака со проектите кои што ги започнал и со нови проекти во неговата изборна програма. Тој е човек кој што е многу упорен, многу енергичен, вреден, работлив човек. Некогаш и досадно упорен за реализација на проектите кои што се од значај за општина Бутел. Проекти кои што ќе ги подобрат условите за живење во општина Бутел. Затоа, почитувани присутни, уште еднаш, на крајот би сакал да искренам својата благодарност за вака големиот број кои што дојдовте денеска на оваа наша трибина на представување на кандидатот за градоначалник на општина Бутел, на господинот Петре Латиновски. На крајот, за уште една победа во градот Скопје, за уште една победа во општина Бутел. Да живее ВМРО ДПМН, да живее општина Бутел, да живее градот Скопје, да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави!